Андонова, во Визави ќе зборуваме за маркетингот и што тој значи за една компанија и за производите или услугите што ги нуди компанијата. Маркетингот во најширока или во народска смисла се смета како уметност на продавањето или најкраток пат одреден производ или услуга да стигне до потрошувачот, односно до купувачот. На овие теми, што тој значи, како се развива, дали може да ги надмине границите на локалното и да се глобализира побрзо од што ние очекуваме или мислиме, ќе разговараме со еден начин експерт во маркетингот, господинот Митко Андонов, собственик на маркетинг агенција Еон 1 маркетинг. Добра вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов. Дали добро реков дека маркетингот е уметност на продавањето? Одлично кажано, баш слушам со внимание, баш така. А сметате ли дека маркетинг агенциите па и компаниите се однесуваат како уметници во оваа професија? Во одреден дел да. Меѓутоа имаме уште многу да одиме. Ова е ongoing нешто кое што секојдневно учиме, се надоградуваме. Наша среќа во Македонија е дека имаме од кого да учиме од западот во маркетингот и сега со интернет, фала Богу, имаме достапни доста алатки, па се трудиме да бидеме во тек. Разликата е во тоа што колку од тоа можеме да го примениме на македонската економија или на македонските компании. Така. Велите се занимавате со маркетинг, со брендинг, креирање дигитални профили, односно нели лица на компаниите или организациите. Може ли да ни објасните што секој од овие поими значи, затоа што претпоставувам не се синоними? Така. Во делот на маркетингот влегуваат многу повеќе сегменти. Да, брендингот е еден дел од тоа, адвертайзингот е друг дел, така да има повеќе сегменти кои што се поврзани во една комплетна целина. Меѓутоа, во делот на брендингот зборуваме повеќе како на идентификување на самиот имиджот на таа компанија, така да градењето на таа компанија, бидејќи на тој бренд можеме да атачираме многу повеќе производи, услуги и сето тоа се надоградува на тој имидж, односно може да се изразува преку изгледот на самиот производ, значи не мора да биде рекламиран, меѓутоа изгледот на самиот производ влегува во брендинг, а од друга страна маркетингот е една глобална, нели, алатка која што ја користиме во повеќе сегменти и помага многу за продажбата. Другото, адвертайзингот е многу се поголем сегмент, каде што веќе гледам дека и се воведува и како еден правец, например во средното училиште во Струмица постои правец адвертайзинг, што ме радува, бидејќи тоа ќе биде дел од иднината каде што на секоја можна платформа, каде што можеме да користиме одредени услуги, ќе бидат присутни ads, односно реклами, во ситуации бидејќи многу често услугите кои што ги добиваме се бесплатни, всушност штом не ни продаваат одреден производ, тогаш производот сме ние практично. Така да било да е социјалните мрежи, Facebook, Instagram, било да е Spotify станува се поактивно, LinkedIn, на сите тие постои адвертайзинг како одреден сегмент од маркетингот. И апсолутно и од многу други агли, тоа тука има надворешен маркетинг, аутдор адвертайзинг, нели има уште многу други подели. Се доближувате до една деценија работејќи со оваа маркетинг агенција. Како всушност вие се најдовте во овој сектор? Како се најдовте опкружен и привлечен од маркетингот како професија? Да. Одлично прашање. Сум размислувал и на тоа повеќе пати. Всушност во тој сегмент навлегов познавајќи ги проблемите и болките на компаниите со кои што соработувам и ги гледам во Македонија. И јас долго време бев дел од една многу успешна компанија Колит, каде што ги согледував сите од двете страни ситуациите и проблемите од кои ние се соочуваме, но и нашите партнери. И ги гледав како кои проблеми ги имаат и во продажба и во маркетинг. Во маркетингот голем број од македонски компании имат сосема солиден производ, меѓутоа или не знаат да го пласираат, или не веруваат во производ, не веруваат во себе, или не сакаат да вложат во нешто. И тука наидуваме на еден проблем каде што било кој да е производ, ако стои како што реков, на полица, нема никој да го види, нема да го купи, така да мораме да внимаваме, значи, од таа страна. Има доста ситуации каде што
компаниите би разговарале со мене на таа тема, што мислиш, што треба да направам, и видов дека одредени совети кои што ги комуницираме даваат резултати, и така навлегов во тој дел да и стручно и професионално да градаме една стратегија, односно затоа и во почетокот многу го форсиравме тој термин стратегија, бидејќи компаниите во Македонија стрикно, ние во моментот околу 60% од нашите да кажам приходи се од македонски компании, така да 40% се од компании надвор од Македонија. Меѓутоа увидувавме како можеме да помогнеме. Односно, постои компанија X која произведува производ Y, производот можеби се продава, можеби не се продава, можеби го знаат, можеби не го знаат, или го знаат во Македонија, не го знаат во светот и слично. Првото што треба да го направиме е да направиме една анализа и да ги согледаме потребите. Што треба да се направи за тој бренд? Дали брендингот, да се работи на брендингот, на имиджот? Дали мора да го поправат квалитетот на производот? Дали можеби ценовната политика е погрешна? Значи, сулудо е нели, ако има огромен диспаритет во цените, не би можеле да го пласираме тој производ. Иако цена и тоа е дел од маркетингот, пак да согледаме ценовната политика. Така да најпрво правиме една стратегија на кои платформи би требало да се пласираат тие производи, на кој начин. Измислувам, најпрво би изградиле лого со некое, нели, бои и како тоа би изгледало, некој можеби мини флаер за да се стават неколку елементи, потоа веб страна изградуваме или веб продавница, и после тоа започнуваме со поинтензивно пласирање на информации преку Facebook, Instagram, LinkedIn, и после следна фаза доаѓа адвертајзингот преку ние тоа го работиме со Meta Business Manager, каде што да кажам прецизно ги изработуваме рекламите, дали ќе бидат за можеме за тоа покасно, дали ќе бидат рич кампањи, дали ќе бидат продажно ориентирани, дали ќе таргетираме повозрастни луѓе, мажи, жени, сето тоа е дел од сите тие алатки кои ги користиме да дојдеме до резултати. Добив еден впечаток, поправи ме ако грешам, дека во голема мера македонските компании работат стихино, без некои големи среднорочни барем планови за тоа како ќе се движат и што би правеле во стопанството, во просторот во кој што делуваат. Така е, и тоа ме загрижува. Јас имам еден добар пример кој што го спомнувам повеќе пати. Ако погледнеме како се развиваат компаниите во светот, Германија или не знам, поминуваат неколку години во истражување на пазарот, поминуваат уште неколку години во споредба на ценовна политика, кој производ би можеле да го произведат, потоа го тестираат тој производ уште неколку години, го мерат квалитетот со конкуренцијата, како ќе изгледа сето тоа во споредба, со која маркетинг кампања би ја користеле или маркетинг стратегија би ја користеле, како ќе дојдат до конзумер, дали преку масовно пласирање или онлайн или било како, небитно, и сето тоа трае не 10 години, не, можеби 20 години, но потоа кога ќе почне тој производ да функционира, има долгорочна стратегија и тие траат 200 години, не знам Нивеа и не знам кој компании, тоа е чудо, таму нема стоп. Во Македонија се уште има, се менува тоа, меѓутоа се уште има. Првата година лансираме компанија, втората година купуваме Порше, третата година ја затвараме компанијата. И сето тоа е стихино. Сега ми треба маркетинг, сега ми треба продажба, притисок, ваму, мора ова, мора она, потоа не сме, не знам, профитабилни, па вработените страдаат или лош имидж ствараме. Тука има некој, значи до маркетингот, да, кога ќе дојдат ситуации, јас тоа го споредувам со некои буџети, има компании кои што ги планираат буџетите за маркетинг и ќе сакаат да влезат во тој дел, меѓутоа сето тоа се сведува на некои last minute промени, некогаш под влијание, многу често под влијание на сопственикот. Мене многу ми смета тој момент во Македонија каде што сопственикот знае се. Знае и како да го произведе, и како да го продаде, и како маркетинг да се работи за тоа, и како финансите треба да се водат. На што не укажува тоа? На малку знаење всушност. Тоа малку знаење, значи не можеме да бидеме специјалисти во се.
Значи јас во EON маркетинг не знам ниту една од услугите, не знам повеќе од колку колегите. Не сум најдобар во графика, не сум најдобар во правењето на рекламите, не сум најдобар за веб страни изработка, но затоа сме тим. Јас ја представувам компанијата, јас сум одговорен за долгорочната визија, каде тераме, условите кои ќе бидат во компанијата, луѓето се задоволни и да дадеме премиум производ, односно да биде задоволително спрема тоа што ќе го наплатиме. Меѓутоа, упорно го имаме тој момент каде што многу често сопствениците се мешаат во ова, зошто или ова е класичен пример каде во моментот има, па не ни во момент, веќе неколку години назад, многу важен момент е дека рекламите на Мета се изработуваат во бизнес менеджер. Меѓутоа тоа е една сложена алатка која што тешко се менаџира и не може секој да ја работи. И са ние навлегуваме во тоа и го работиме на еден професионален начин каде што наместо да пукаме наоколу со, не знам, со калашников и ништо да немаме резултати, само трошиме пари, ние користиме, значи, прецизни алатки за да ги таргетираме луѓето што се битни. Така постигнуваме резултати за помалку пари. Вежбате снайпер скок во Мета. Снайпер скок. И секојдневно ги следиме резултатите. На тој начин што кога ќе почнат 10 реклами, ние гледаме кои се скапи, кои се ефтини. Скапите ги исклучуваме, ефтините ги мултиплицираме за да има повеќе ефтини, односно за подобри цени да ги добиваат резултатите. Но упорно, еве баш се патив за собствениците, меѓутоа компаниите со кои ние комуницираме од друга страна или бивши, или да не некои од нашите партнери се почувствуваат навредени, не може да очекуваме да резултатите да бидат видливи на самиот пост. Ако имаме ние милион лајкови, тоа не значи ништо ако немаме продажба. И тоа се промени и веќе во светот лајковите ништо не значат или тој дел што е како одобрувањето, ако немаме резултати. На нас фокус ние да го изградиме имиџот на таа компанија, брендот, затоа што кога ќе го изградиме брендот, на истиот тој бренд можеме да пласираме производи и во примерната дејност, но наскоро и друга дејност, друг производ и слично, бидејќи расте целиот имидж и продажбата сукцесивно. Ги спомнавме и средните училишта во Струмица, поточно гимназијата која во иднина ќе произведува кадар за оваа дејност. Кои се фазите кои што ги поминавте или што треба да ги помина еден маркетер за да кажеме дека се изградил во успешен во својата професија? И колкав е тој минимален процес, да речеме? Така. Ова е, многу интересно прашање. Мислам дека најинтересниот дел во нашата бранша, во дигиталниот маркетинг, е постојаното учење. Ние посветуваме многу време на надградување на сите нас во секој сегмент, учиме нови методи за да бидеме во тек. И ја имаме таа предност каде што работејќи со странски компании, кај нив ги вежбаме новите модули или методи кои што потоа можеме да ги применуваме во Македонија. Македонија реално на многу полиња сме многу поназад. Со маркетингот ние можеме да пласираме интересни алатки, нешто што може да даде резултати. Некогаш тие се поскапи затоа што се прерано е за такви некои, не знам, во моментот пример LinkedIn е нешто што светот е актуелно и ние во Македонија тоа треба да го форсираме. Не смее да постои компанија без LinkedIn, но тоа е дури и професионална личност која што има професионална кариера, мора себе си да се постави на LinkedIn и да тоа е како едно CV каде што за 5 години некој ќе гледа назад се што сме поминале и цела историја. И според мене тоа е дел од трендовите во социјалните. Се извинувам се, одвлековме од темата. Школите, значи, мислам дека кај нив 3 години е овој модул, мислам. И таму има 3 правци. Во текот на овие 3 години тие ќе стекнат дел од искуството, но ако не го надополнуваат со практично учење ќе биде тешко да се следи. Токму затоа те имаат и момент со пракса, значи ние имаме 6 ученици од гимназијата Јан Сандански, 2 од техничкото училиште, имаме и неколку дечки од основно училиште, значи како практиканти. И мислам дека за да се влезе во дејноста, доволно е 1-2 години, но за да се усоврши тоа сепак треба подолг период.
ние, како што рековте, веќе 8 години сме во таа дејност, 8 години ги надоградуваме нашите вештини, но се уште има многу да се учи и ако некој смета дека тоа може да го склопи во 1-2 години и после тоа да биде професионалец, сметам дека се лаже и ги лажеме компаниите со што ствараме лажна слика за дејноста, но и одмагаме на компаниите и тука доаѓа тој момент кога најавивме за тема, спомнавме дали компаниите го гледат како трошок или како гледаат на маркетингот. Овде е тој проблем каде што денес, и тоа слободно можам да кажам, одржувањето на социјални профили, Facebook, може да го изработи било кој, може некој младо дете у средна школа може да го води тој дел. Но тоа е проследено со доста ризици. Значи, сериозна компанија тоа не сме да си го дозволи, бидејќи премногу често се случува да треба да се решаваат ситуации од земање на профил, блокирање на акаунти, крадење на картички. Тоа е ситуација која што доаѓаат компанија, ама мене ми е блокирано, мене ми да, меѓутоа, значи за тоа треба се внимава од самиот старт. Не може да ги споделувате вашите информации со некомпетентни личности, например, да кажам. И сега, ворете тоа, се заштедува на тој начин, но затоа и се понесува ризикот. И тука уствари во иднина ќе се одделуваат, сериозните компании од некој што, е возачет ток, не може да си дозволи, што е сосема валидно, планира за во иднина и слично. Колку се, веќе кога ги спомнуваме компаниите, колку се тие свесни? Постои ли една таква, да речеме, еден допир со нивната економска реалност, дека и да го имаат најдобриот и најконкурентниот производ, тој би останал во магазините и на полиците, доколку не се соодветно изрекламира или маркетиншки не се представи? Колку е нивната свесност за ова? Да. Сметате ли дека е развиена или потребно е такво некое будење, да речеме, на стопанството? Дефинитивно е потребно. Тоа го увидовме во последните години и ние го тестиравме тоа. Со дел од компаниите кои што, ајде да кажам, во одреден дел не биле присутни, со малку поагресивен маркетинг, резултатите се евидентни. Кога зборам резултатите, значи овде зборуваме за inbound маркетинг, затоа што резултати доаѓаат за 6 до 12 месеци. Тоа не може преку ноќ да се случи, значи чисто да знаат и гледачите или компаниите, 6 до 12 месеци е одреден период каде што може нешто да се... Не е за 3 дена и за 1 месец. Нема можност тоа. Сме имале ситуации кај што одредени потенцијални партнери колку треба ќе платам за да излегувам прв на Google или колку треба да платам. Не може така. Јас сакам мојот син да биде најдобар шахист на светот, се ќе платам, меѓутоа ако не вложува у тоа, ако не е константен, ако не е заинтересиран, ако нема други ситуации, тешко тоа дека ќе се случи за преку ноќ. Така да компаниите понекогаш кога ќе ги увидат резултатите се пресрекни и тоа доведува до сноубол ефект каде што потоа продолжуваат да инвестираат во маркетинг и затоа што тоа им носи резултати. Резултатите сигурно доаѓаат. Малку ми смета што дел од компаниите сметаат дека тоа е некој случаен процес кој што така паднал од небо, но тоа е затоа што можеби ние во првите 3-4 месеци сме уложиле доволно време, енергија и средства за да даде резултати, а тоа доаѓа за 6-7 месеци. Не може да се мери веднаш, тоа е малце тешко. Ајде да кажам, во маркетинг околу брендингот. Ако е во продажба, да, се мери веднаш месец за месец, затоа што имаме, според резултатите што ги работиме, ние знаеме точно за секоја продажба колку имаме потрошено. Ако сме продале овој стол, знаеме колку пари сме потрошиле за да го добиеме тој клиент, колку ни е return on investment, return on ad spend. Сето тоа се мери во продажба. Но вообичаено малку подолг е тој процес со компаниите и се убедуваме се уште. Мојот повик уште на првите состаноци е прво дали сме на иста бранова должен, дали се разбираме, дали сте свесни дека иднината се ќе биде на интернет, се ќе биде дигитално и тврдам дека вашиот промет ќе биде повеќе онлайн отколку
во живо. Во физички, во физички во продавници. смисла. Отварањето на продавници денес, можеби некој ќе му смета или ќе се лути, отварањето денес на огромен број на локали низ Македонија И само трошок. е трошок, е неисплативо, затоа што нема да може да бидат конкурентни за, не знам, за 2, 3, 5 години. Апсолутно интернетот е опцијата. Не го гледаат, огромен број од компаниите не го гледаат. Ставот е, са вие ќе ми кажете на мене, ние 30 години функционираме, сме број 1, сме ова. Чисто само повикувам да бидат поотворени за тој момент. Апсолутно има многу опции, не може in-house маркетинг департмент да си земат, може да си земат луѓе кај нив во фирма за маркетинг, не мора да работат со компанија како нас со адвертајзинг. Меѓутоа мора да го увидат тоа, затоа што колку побрзо се свестат компаниите дека мора да се стават на интернет комплетно во секој сегмент, и продажба, и имидж, и рекламирањето, да бидат спремни да добиваат негативни коментари, затоа што не можеме, ние нашиот став пробуваме со нашите партнери, нема бришење негативни коментари, туку ќе провериме зошто сте незадоволни, како се случило, и ние сме луѓе, и ние грешиме. Тоа го почитуваат потрошувачите, реалната слика. А има и доста фейк ситуации на интернет кои што одмогнуваат, тоа тие се веќе баш тешки ситуации кои што одмагаат на цела економија во Македонија, меѓутоа наши да се бориме и резултатите ќе си дојдат. Факт е дека во земјава имаме мал маркетинг колач, така да го речеме. Така да. Мал буџет и дека пазарот не е доволно голем. А од друга страна имаме компании кои што се желни да напредуваат, затоа што и за маркетинг компаниите е важно да бидат конкурентни, да можат да се надстават во ранг со компании кои што функционираат и во регионот и во Европа и пошироко. Како да го планираат својот раст или како вие би го планирале својот раст во една ваква неповолна баш ситуација? Така. Од наша страна, како маркетинг агенција, навикнавме растот или напредокот да доаѓа спонтанно и следствено како резултат на очекувањата, односно повеќе потребите на нашите потреби. Начинот на кој ние функционираме е започнуваме со работка со одреден партнер. Најпрво анализираме и гледаме дали има потенцијал и потреба од нашите услуги. Не е целта само да му продадеме нешто, туку дали може да помогнеме. Влегуваме со основни, да кажам, основни услуги, нешто што може да донесе резултати. Прво, заради тоа, за да ги видат резултатите, а второ и за да може да го издржат тоа финансиски. Следствено, според тоа, после некој време доаѓаат резултати и финансиски се подобруваат. Финансиски во прв момент е малце тешко, затоа што ако е бизнис ту бизнис, треба време додека најдат нови клиенти и партнери и слично, меѓутоа секако тоа доаѓа. И потоа веќе имаат нашата доверба и ние воведуваме нова услуга. Новата услуга кај нас може, јас работува водечкиот тим во компанијата, но како расте таа нова услуга, ние мораме да воведуваме и нови позиции. Најчесто така се шири нашата компанија и растеме, затоа што новите позиции се нова услуга и со тоа стануваме уште покомплетна како маркетинг агенција. Потоа, истите тие услуги ги реплицираме и ги нудиме и worldwide, но и за македонските компании. Така да нашиот раст е повеќе, веројатно и нормално е тоа, но е изнуден затоа што имаме потреба да ги задоволуваме клиентите и да им помагаме да ги добиваат континуирано нивните резултати и да растат, и според тоа стануваме се по-конкурентни, да кажем. А еден профил краток да направиме на разликата на соработка со македонски и странски клиенти. Во што се разликува? Во што е сличноста? И да бидеме барем малку објективни, кои се реалните пречки на македонските компании во одреден, затоа што сепак сме мал пазар. Интересно. Еве вие, например, рековте дека работите 40% од компаниите ви се клиенти од странство, 60 македонски. Во кој дел се, да речеме, полесни нашите, во кој дел странските? Во делот на планирањето, компаниите од надвор се феноменални. И тоа е многу што ни фали на Македонија. Ја улеснуваат ли вашата работа со тоа што тие знаат каде целат? Апсолутно. Значи има повеќе
типови на партнери. Еден се тие што знаат што сакаат и ни даваат насоки, друг се кои што не знаат што сакаат и вика вие ќе ни кажете, дајте направете ни, и третиот кои што мислат дека знаат што сакаат, уствари велат дека не знаат, дека ние треба да им дадеме и што и да дадеме тие не се задоволни. Мешањето во ова прави ситуации кои што се непланирани и резултатите ги намалува. И тука е таа разлика. Значи, најчесто со компаниите од Запад се доста поригорозни, значи, бидејќи знаат што сакаат. И го бараат тоа. Мораме и да покажеме по кои KPI се водиме, ги бараат сите тие, но заради тоа и дебело го плаќаат тоа. Значи, бараат и плаќаат. Прецизно е, планирано е, можеме да се повикаме на сите информации, значи се држат до договори. Так. Во Македонија, и тука може да поделиме поголеми и помали клиенти, веќе поголемите клиенти се појавува некој правец кај што може да кажеме да планираме или да им дадеме, затоа што кај нас начинот на кој функционира. Пример, 20 во месецот се консултираме со компанијата, до 25 ние го изработуваме планот и веќе тие знаат во текот на месецот што ќе следи. Најчесто е така. Односно има бафер од некој 5-6 дена, ако нешто не е во ред да се коригира, да се исправи, може ние да сгрешиме или слично. И на тој начин и функционираме. Веќе поголемите компании, на нас ни се таргет средни и големи компании, големите имаме 1 месец, дури и 2 месеци однапред планирано, ни се даваат насоки. И сега во делот на рекламите малку тешко им се докажува дека вложено е, така е, доаѓаат резултати, малку тешко се следи тоа, а со дел од компаниите, ова што е споредбата сега е правам, е непрекидна борба, односно се уште постои таа недоверба. Значи, се трудиме да објавиме, да биде секако што треба, и секој трети, пети ден ќе се случи некоја порака, тргнете го ова, зошто ова, и тој дел е тешка комуникација, затоа што недовербата не може да донесе резултати. Го узнемирува и тимот, предпоставувам, кој што работи, затоа што ја губи својата самодоверба, дали добро постапува, тој може би е сигурен. Меѓутоа, дали ќе најде на конфликт некаков недоразбирање со клиентот? Па ние имавме една ситуација. Значи, гасиме пожари. Имавме една ситуација каде што за одредена креатива, за една објава, ние вклучивме 3 различни дизајнери, затоа што знаевме дека нашиот партнер е пребирлив, како да кажам, дека ќе реагира. И трите беа одбиени. И мојот одговор беше, ние подобро да не работиме. Доколку 3 професионалци изработат креативи, ги направат, значи, колку што може најдобро, не постои можност дека собственик на голема, на каква и да е компанија или на институција, кој што има приоритетна позиција да биде фокусиран на други теми, нема начин во дизајнот да биде толку професионалец. Може би не му лично нема да му изгледа симпатично, но сепак тоа се прави за публиката, нели, да биде за брендот, да како ќе го восприемаат и слично. Така да имаме и такви ситуации каде што апсолутно немам проблем да застанам на страна на нашата екипа, на нашиот тим, затоа што сум сигурен во нивните способности. Значи, ние тоа што ќе го ветиме, тоа го пласираме. Затоа и обстануваме толку години, затоа растеме, затоа не сме изгубили ниту еден вработен. Значи, тимот е феноменален, напредуваме постојано, вработуваме постојано повеќе луѓе. Не сме имале оглас за вработување за разлика од 90% од македонските компании. Кај нас има лајнап луѓе кои што сакаат да дојдат да работат и сум среќен и тоа ми е најголемата гордост. Како се поставувате со напливот на вештачката интелигенција во овој сектор? Ќе ја пригрнете како соработник или ја гледате како закана и конкуренција? Конкуренција никако. Тоа ќе биде секојдневие и треба да бидеме будали да го избегнуваме тој момент. А колку повеќе го отфрламе тоа, толку повеќе ќе бидеме назад. А ние, бидувајќи во IT индустријата, мора да бидеме први кои што ќе го прифатиме тој момент. Не можам да ги знам последиците, веројатно постојат и теми кои што ќе бидат и негативни во AI. Се надевам дека на светско ниво ќе се
исконтролира тој момент и да може да, нели, да има некои насоки и некои, да кажам, граници. Меѓутоа, уште денес веќе AI е секојдневност и го охрабрувам нашиот тим да ги користи сите AI алатки и го правиме тоа во смисла како надополнување, како корекција, како насока, како идеја, како значи односно содружник, како помош. Во моментот има ситуации чудни на пазарот, каде што одредени фейкери, не знам како да кажам, луѓе без skills, без искуства, без вештини, продаваат услуга, а всушност таа услуга е AI, например, копирајтери кои што се продаваат како копирајтери, а всушност тоа е генерирано од AI, од вештачка интелигенција. И од друга страна има и ситуации каде што веројатно некои копирајтери мислат дека се незаменливи или најдобри, па не сакаат да се консултираат со AI и така да на клиент, на партнер, на фирмите им се продаваат лажни ситуации. Мислам дека во иднина тоа ќе се побистро ќе биде и ќе се знае дека сите користат AI. Значи, тој што ќе рече дека не користи AI, ќе лаже. И всушност, подобро е да се знае реалната ситуација, дека користиме како допуна, како насока, како совет, како апсолутно на тој начин секако ќе биде од корист, затоа што начинот на кој помага AI е различно од никош нема да го замени. Мислам дека нема да го замени човекот, апсолутно, но луѓето, позициите, вештините ќе бидат ќе се мерат во тоа кој вработен колку умее да ги имплементира AI алатките. Значи тоа го тврдам за сите и ова е многу важен повик. Значи сите, ако се во IT, не е ни во IT, во сите дејности ќе биде, не знам за колку време, мора да размислуваат да ги користат колку може повеќе AI алатките, вештачка интелигенција алатките, затоа што иднината така ќе ги дели луѓето. Дали умееш, дали можеш значи како што беше за компјутерите, дали умееш со мобилен или со компјутер да работиш, со вештачка интелигенција ќе биде така, исто и во маркетингот, и во програмирањето, и во сите сегменти. Так. Ти благодарам многу за разговорот. Се надевам дека споделивме интересни информации за сите потенцијални граѓани, сопственици или вработени во компании кои што размислуваат и се двоумат како треба да го насочат својот производ, како да го пласираат, но и за оние кои што се бараат себе си во светот на маркетингот. Так. Ти благодарам многу за разговорот. Ви благодарам многу за поканата, ми беше задоволство. Треба да ја шириме свеста за овие теми. Секогаш сум отворен за дискусија, за развој на овие интересни теми и иднината. Посебно сум насочен кон младите и таму уште повеќе се вложувам за да ги насочам и да им помогнам да се најдат себе си и да им биде подобро во иднина. Благодарам уште еднаш. Така. Почитувани, вам ви благодариме за вниманието со кое што го следевте ова интервју. Довидување.